За да им се олесни образовниот процес, на учениците им требаат книги, а не да чекаат материјали кои наставниците им ги праќаат преку социјалните мрежи, за потоа родителите да им ги копираат. Тоа е недозволиво, вели директорката на едно од најголемите основни училишта, Охридското Христо Узунов. Минатата недела, вели таа, добиле учебници по македонски јазик и математика само за 4-то оделение и ништо повеќе. Од 1 до 5-то оделение имаме дефицит на учебници, а немаме никаква информација дали и кога ќе стигнат. Ние се уште немаме никаков допис кога би стигнале, само знаеме од она што го читаме на порталите дека учебниците ќе се испорачаат, но се уште немаме учебници за нашите ученици. Ѓоргоска проговори за тоа во каква состојба се учебниците кои ги користат учениците од 6 до 9 оделение. И мислам дека и учебници за погорните оделенија треба да има нови, бидејќи нарачуваме и долг период се користат истите учебници кои веќе треба и да се променат, бидејќи фалат страни делови од учебниците и треба на учениците да им излеземе во сусрет и на родителите исто. Градоначалникот Пецаков децидно треба, вели, сериозно да се вложува во образованието, а не да се прават експерименти како оној лани, кога беше актуелна идејата за дигитални учебници. Ситуацијата таква каква што е и е слика и прилика на она кое што СДСМ и ова влада го води со образованието веќе 5-та година. Ако се сеќавате, има една година одлична идеја реформа во образованието која што помина катастрофално на јавната расправа во собрание. Министерот Јетон Шакири уверува дека 80% од учебниците биле испечатени, а дека за останатите 20% не можеле да се усогласат Националниот совет за учебници и Бирото за развојно образование.